По 6 дена македонскиот премиер Димитар Ковачевски конечно се соочи со новинарите да даде одговор за контроверзиите околу отворањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов. Ако прво преку видеообраќање млако одговори на бугарските провокации, Ковачевски денеска ја зауструва реториката, па вели дека настанот представува провокација, оти ги буди духовите од минатото, затоа што се работело за личност која била соработник и на Хитлерова Германија и Италија на Мусолини. Јас имав многу јасна изјава дека ние со соседните држави треба да градиме мостови на пријателство, треба да гледаме кон иднината, а доколку се навраќаме на личности од минатото за кои што има различно мислење во различните држави, а според она што вие го кажувате има различни мислења, тоа нема да биде во корист на никого. Тој настан представува ништо повеќе од провокација, бидејќи ги буди духовите од минатото. Додека Ковачевски ја заустува реториката, шефот на дипломатијата османи со диаметрално спротивен настап, внимателен во изјавите и пораките кои ги упатува на бугарските челници, па настанот дури го представи како победа за Македонија. А официјална Софија зема поголема сила по отворањето на центарот, па бугарскиот претседател Румен Радев денеска делеше и лекции за тоа кој бил Ванчо Михајлов, велики дека тој не е фашист, туку оние што убија јадници луѓе во логори, затоа што се нарекувале бугари. Тие биле фашисти. Испрати и сериозна порака до македонските власти дека антибугарската идеологија која се ширела во Македонија ги труела односите меѓу двете држави. Време е антибулгарската идеологија која што вирее во Република Северна Македонија и очигледно ги труе нашите односи и намерно го подрива патот на земјата кон Европската унија да остане во минатото. Обидот на македонските политичари да градат идентитет на база на фалсификатите на комунистичката интернационала, а не на историската вистина, се против интересите на македонските граѓани кои на вистина сакаат членство во ЕУ. Поставовите на Радев експресно му врати македонскиот шеф на државата Стево Пендаровски. Му порача дека постојат потврдени историски факти кои не може да ги спори ниту бугарската историографија, дека Ванчо Михајлов бил соработник на Хитлер. Ако се концентрираме предоминантно на решавање на историските контроверзии, никогаш нема да се договориме, вели Пендаровски. Постојат потврдени историски факти и извори кој не ги спори ниту бугарската историографија, дека Ванчо Михајлов бил соработник на Хитлер. Во однос на квалификациите дали нацистите морале да убиваат луѓе за да бидат нацисти, не морале. Ако си следбеник на таа идеологија, ти си нацист. Ако ја користиш, како во неговиот случај, нацистичката идеологија за остварување на сопствени политички цели, пак си нацист. Инаку бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов не бил регистриран со документација како што пропишува законот. Клубот практично работи на диво, затоа што не добил одобрение од Министерството за правда, а причината е банална, односно во правда немале регистар на историски личности, па токму оваа дупка ја искористиле основачите за да го протнат оваа име. Од Централниот регистар пак се правда дека не можеле да постапуваат поинаку. Речиси 3 години колку што е официјално регистриран бугарскиот центар Ванчо Михајлов во Битола, тој водел и антимакедонска политика на социјалните мрежи, објавувајќи статии во кои македонските историски личности се честуваат како бугарски.